Почитувани присутни, поминаа речиси 100 дена на лаги, неспособност, хаос и понижување. 100 дена партизација, кадровски дебакл, незаконско работење и уривање на институциите. 100 дена укинување и блокирање на проекти. Економско тонење, задолжувања, неработење и непромислени и површни потеси. Ова е тоа што го трпеше Македонија и граѓаните на Македонија изминативе 100 дена. Ова е тоа што Зоран Заев на денешната негова пресконференција полна со полувистини и со голи фрази свесно го премолче. Ова е резиме на начинот на кој што СДСМ владее. Незадоволни земјоделци, разочарани пензионери, прелажана младина, издадени национални чувства и национално достоинство. Бизнис заедница и синдикати ставени на маргините, заборавени работници и ниту еден, повторувам, ниту еден одржлив, сериозен, поголем, суштински проект кој ќе даде надеж кај било кого дека барем нешто ќе биде добро со оваа нова власт. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Нашите граѓани сакаат подобро. И може многу подобро од ова. Почитувани, никого не чуди веќе вратоглавиот пат на нивната поддршка и големата разочараност. Како што дојдоа на власт, така и ја практикуваат. Дојдоа по пат на хаос, нечесно и со тешки манипулации и интриги. И нормално продолжуваат и работат на истиот начин. Ние не очекуваме повеќе и подобро од нив. Но сега и тие што очекуваа, видоа каков експеримент се случува на нашата држава. Сега граѓаните ќе можат добро да споредат. Оние кои подзаборавиле како е кога СДСМ е на власт, може да се подсетат. Токму вака изгледа, а ќе биде и полошо доколку не им застанеме на патот. Овој кошмар може да се прекине на 15 октомври. Сето ова што и го прават на државата може да прекине на 15 октомври. Убедливото мнозинство не се согласува со ова. Казната ќе стигне многу брзо. Народот гледа и одмерува. И ќе им покаже што мисли. Македонија станува повторно на носе. Ние ќе сме рамо до рамо со него. Со секој еден граѓанин. И одиме напред, силно. Да го запреме овој хаос што го прават. Но да одиме поред. Ова цунами и се случуваше на Македонија изминативе 100 дена. Многу искрено ќе истакнам и така сакам да бидам сватен дека сум сериозно загрижен за правецот во кој оди економијата. Економијата е клучна работа која се однесува на сите граѓани без разлика на пол, на вера, на нација и партија. И оваа неспособност и непосветеност која СДСМ ја покажува на ова поле може да доведе до сериозни ризици и далекусежни последици. Ако вака продолжат, ќе има страшен удар врз економијата, врз макроекономијата. И тие предизвици нема да може да бидат надминати во неколку мандати потоа, од кога ќе се вратиме на власт, а тоа ќе биде брзо. Ниту еден данок не е намален, а имаме најави за зголемување на даноците. Што ќе придонесе, се разбира, за осиромашување на населението, послаби перформанси на компаниите и ќе придонесе за закочување и уназадување на економијата. Ниту една странска инвестиција не е реализирана, а веќе има најави по медиумите дека неколку странски инвестиции се пред повлекување. Иако им оставивме 60 инвеститори кои се на чекор пред одлука за отворање на фабрика, овие инвеститори воопшто не се ни исконтактирани, а камоли со нив нешто суштински да се продолжи. Тоа е срамно и недостоинствено е на штета на граѓаните на Република Македонија. Така не се отвараат нови работни места. Не го исполнија ветувањето за поддршка на домашните компании во вредност од 140 милиони евра, како што најавуваа пред изборите. Наместо тоа, бизнис секторот е исплашен од најавите за зголемување на даноците.
Концептот за зголемување на минималната плата што го има СДСМ е непродуктивен и е неодржлив. Тоа ви го гарантирам. И за година до две тоа секому ќе му биде јасно. Тие се обидуваат да корумпираат гласачи со нивниот потек, но без да кажат дека за 9 месеци од сега целиот тој концепт ќе се сруши како кула од карти и ќе доведе до отпуштање на работници и намалување, намалување на минималната плата, или пак враќање од страна на работниците на дел од платата кон работодавачите кога ќе престанат државните субвенции. За жал може да доведе и до напуштање на некои компании, фабрики од Македонија и одење во странство, или пак нивно затворање. Посечната плата не само што не се зголеми на 500 евра како што Заев најавуваше во кампањата, туку за прв пат, после подолг период таа се намали. Ако по денот утрото се познава, на економијата, за жал, не и се пишува добро. Она што е сериозно опасно е значителното намалување на девизните резерви во висина од над 170 милиони евра. Тоа е еден лош тренд кој што се случува после долг период и кој може да придонесе да се загрози денарот и да се наруши кредитниот рейтинг и имиджот на државата. Младите луѓе беа измамени и ветуваа младинска гаранција, односно понуда за работа по завршување на образованието. Но тоа не се има случено. И наместо тоа, сега сме сведоци на обид за релативизација на тоа ветување. При што наместо вработување, после студии, по завршување на студии, како што ветуваа, сега веројатно ќе одат со некоја понуда за пробна, привремена, практиканска работа. Иако и тоа не е сигурно како што гледаме. Пензионерите беа понижени и измамени. Не се случи зголемувањето на пензиите кое сакавме да го направиме. Наместо покачување од по 670 денари месечно, како во периодот кога ние ја предводевме државата, добија само по 10, 20 денари или 100 денари покачување како резултат на законското усогласување кое новата власт не може да го одбегне. А некои од пензионерите не добија никакво покачување за што има сведоштва. Дополнително се укинаа парите за изградба на пензионерски домови. Имаме пат на индустријското производство, што покажува дека компаниите се успоруваат и се потешко работат. Имаме уназадување на градежништвото, кое беше мотор на развој и двигател на растот на економијата, на бруто домашниот производ, и кој обезбедуваше голем број на нови работни места. Скратени се парите за капиталните инвестиции со ребалансот, а со истиот ребаланс се укина и парите за изградба на повеќе училишта, градинки, студентски домови, нивни реконструкции или градби. Владата нема започнато ниту еден, потенцирам ниту еден инфраструктурен проект. Внимавајте, ветуваа изградба на 500 нови километри автопат, а ги блокираа постојните, кои се во градба. На сите делници се работеше интензивно, а сега практично и не може да се забележат работници на теренот. Тоа е недозволиво. Тоа е недозволиво однесување и представува многу погрешен пристап. Зачуден сум од оваа индолентност. Не само што не започнаа ниту еден проект, оваа неспособна влада ги прекинува и ги уништува веќе започнатите проекти од наша страна, и тоа без ниту еден аргумент, водени од злоба, водени од образа, водени од гнев, а гневот е лош сојузник. Автопатот Демиркапија Смоквица го завршивме, а остана да се премести само еден далековод кој се решава во една недела и да се заврши сигнализацијата на патот за не повеќе од еден месец. Но владата со прст не мрдна за ова прашање. И наместо автопатот да е пуштен во употреба, граѓаните безбедно и брзо да патуваат по најмодерно автопатско решение, само заради омрза на Заев кон ВМРО ДПМНЕ, се принудени 30 км да патуваат бавно и по една лента, плашејќи се за својата безбедност. Изградбата на автопатите Скопје-Штип и Кичево-Охрид, на кој работеа по над 1000 работници на секој од нив, дневно, секој ден, се речиси прекинати. Без сериозна причина и без сериозен повод.
се откажаа од изградба на автопати со несоодветно и неаргументирано образложение за некаков проблем кој ви уверувам дека се решава од и многу брзо, но само доколку се работи. Овие наши конкуренти не работат и тоа е видливо за секого. Владата најави драстично намалување на цените на катастерот и грубо изважа. Спротивно на закон се укина една услуга на катастерот која користат 3% од граѓаните, а направи 50% зголемување на цените за изготвување на геодетските елаборати, услуга која користат над 200.000 граѓани во земјата годишно. Земјоделците се брутално третирани без никаков однос, а министерот е многу ретко, скоро и да не е присутен на терен кај земјоделците. Земјоделските субвенции, за кои велеа дека ќе ги зголемат, не ги зголемија. И наместо тоа, не ги ни исплаќаат оштетите од непогодата од Марс. Нема никакво предвижување и во откупувањето на земјоделското земјиште. Има многу сериозен и страшен проблем со откупот на земјоделските производи. Земјоделскиот труд и производ е поценет. На надворешен план ветуваа брз влез во НАТО и брзо почнување на преговорите со Европската унија. Тоа што ветија не го исполнија. Не само што не станавме членка на НАТО и не ги започнавме преговорите со Европската унија, туку сега се обидуваат да ги измамат граѓаните, обидувајќи се да го представат како успех деблокирањето на препораката за отпочнување на преговори за членство во Европската унија, односно останување на условеноста на препораката. Да подсетам, Македонија таква препорака имаше и без никаква условеност, се разбира. Имаше се до моментот кога СДС одлучи да ја втурне државата во најголемата политичка криза. Сега тоа што го промовираат како успех не е ништо друго, освен враќање назад кон целите кои веќе ги имаше постигнато ВМРО ДПМН и патот кој веќе беше изводен. Затоа сега се почесто слушаме изјави дека не зависи само од Македонија влезат во НАТО и во Европската унија, туку од објективниот проблем со името. Па секој кој со години ги слушаше и поверува на нивните лаги, природно денеска се прашува: па нели ние од ВМРО како гарнитура бевме проблем за решавање на името? Нели според Заев проблемот беше во Македонија? Сега гледа дека не било така. Но што одбраа како против стратегија? Одбраа политика на понижување, политика на попуштање на се и се што и национално понижување. Нашата надворешна политика е без никаков концепт и базирана исклучиво на рушење на достоинството на нашата држава и константно понижување. Градењето на добрососедски односи е посебна приказна. Се случи една од најголемите дипломатски кризи со соседна Србија, а со Бугарија потпишавме договор кој предвидува обврски само на македонска страна. Ревидирање и бришење на учебниците по историја е еден од условите кои Зоран Заев ги прифати, а беа предложени од Бугарија. И тоа ќе стане актуелно и неизбежно за 1 до 2 години од сега. Сега нема да го почувствуваме толку, но за 1 до 2 години од сега, доколку овој договор биде ратификуван во нашиот парламент, ќе почне да се чувствува и ќе стане силна дебата околу тоа. Дали некој мисли дека односите може да се подобруваат само со отстапки од наша страна? Одговорот е не. Со ваквиот пристап само се отвораат вратите и можностите за нови блокади во иднина, доколку не бидат исполнети сите барања на Бугарија во врска со договорот. Како Заев гради добрососедство? Со тоа што прифати дека Гоце Делчев и сите македонски револуционери биле бугарски револуционери, а Илинденското востание било заедничко и сме имале заедничка историја со бугарите. Дека на 11 октомври 1941 година имало граѓански конфликт на идеолошка основа помеѓу бугарското население во Македонија. Исто така не се ни обиде да известува признавање на македонскиот јазик, за кој нашиот сосед нема аргументи. Само со нас тој јазикот го усвоува со фразата согласно уставот и со ниту една друга земја не го прави тоа.
Ете така Заев гради добрососедство. Кој знае што ще ја чека државата во идните предизвици со името и со идентитетот. Наместо да ги бранат интересите на Македонија и незините граѓани, владата на СДС се залета да носи стратегија за згрижување на стотици илјади мигранти. Наместо како држава со скромни финансиски средства и со скромни ресурси, и држава со висока невработеност, како и многу нерешени проблеми, да мислат пред се на интересите на нашите граѓани. Тие работеа на тоа како да им угодат на мигрантите. Наместо да изградат барем едно училиште и да мислеа за подобрување на условите во кои учат нашите ученици, или да помогнеа да некој инвеститор започне нова фабрика, која ќе ги вработи луѓето во Македонија. Тие работеа на изготвување план за интегрирање на мигрантите во образовниот процес и делење на државјанства на нови, невработени луѓе, кои ќе се борат за истите работни места, како и оние невработени од Македонија, кои чекаат владата да им помогне да се вработат. Наместо да создадеа услови за отворање на нови работни места за младите, тие работеа на стратегија за изнаоѓање решенија за вработување на мигранти. Почитувани, во здравството ветуваа реформи и подобрување на услугите, а им се случи најцрната недела во која што десетина дечиња ги загубија животите по разни болници. Одговорност, карактеристично за СДС, немаше. Направија реваншистичка смена на директорите во јавното здравство, при која докажани професионалци и врвни доктори беа заменети со лица со помал квалитет. И при што назначуваа за директори лица кои меѓу другото има и правосилни пресуди за земање на мито од пациенти во минатото. Не обезбедеа ниту еден нов медицински апарат или опрема. А во нашето време беа набавени над 1700 апарати на најсовремена медицинска опрема. Не е намалена цената на ниту еден лек, а во времето на ВМРО ДПМН беше намалена цената на над 700 лекови. Грубо ги изважаа докторите со ветувањето дека наводно ќе ја покачале докторската плата на 100.000 денари, а не ја покачија ниту за еден денар. Имаме загрижувачка нетранспарентност при појава на заразни болести и криење на информации, како и непосветеност во санирање на појавената болест, што за жал резултираше со загуба на 2 човечки животи во од градот Гостивар. Загрижува и индолентноста на владата во справување со појавата на смртност кај новороденчињата. Укинате ургентниот интернистички центар при кампусот Мајка Тереза. Запрена е изградбата на зградата на новиот клинички центар во кампусот Мајка Тереза. Се беше завршено, договорот подпишан, средства обезбедени, се беше завршено, остануваше само да завршат изборите и да започне градбата на новиот кампус, на новиот објект во клиничкиот центар или комплексот клиники Мајка Тереза. Таа се запре, но нова не е започната. И гарантирам дека во овој мандат на СДСМ нема да започне градба на клинички центар. Ќе слушаме само ветување. Гарантирам бидејќи знам. Запрена е едукацијата на лекарите во странство. Редовно се праќаа на обука во странство по околу 1000 лекари во годината. Во најпрестижни болници да научат најнови методи и да ги спроведат тука кај нас во Македонија. Запрени се проектите за образование, за едукација, која врвните странски стручњаци и лекари ја правеа во Македонија, а тоа го организираше владата. Најново е тоа што сакаат да го укинат системот за едукација на специјалистите и наместо соодветна изградба на нов медицински кадар, се обидуваат да воведат концепт кој ќе значи фабрикување на доктори, кои ќе немаат соодветната едукација и искуство за лекување на пациенти. Во Министерството за внатрешни работи ветуваа реформи и одвојување на партијата од државата, а за министар поставија партиски подпредседател. За неколку месеци поделија стотици незаконски решенија на партиски кадри, газики ги и системот на кариера и законот за внатрешни работи. Во Министерството за култура урнисаа се што беше направено,
Вработија половина армија на нивни послушници кои манипулираа и лажеа по социјалните мрежи. Вработија уште половина армија од така наречената платеничка револуција, а ги запреа проектите за изградба на Драмскиот театар или пак театарот во Охрид, Универзалната сала и повеќе други. Назначуваа за директори и хаус мајстори со средно образование, а за први луѓе на меѓународни фестивали именуваа анонимни поединци без никакви квалитети и искуства. Наместо унапредување, во изминатиот период имавме класично уназадување на културата и културниот развој на нашата држава и девалвирање на уметностите и на уметниците и на нивните уметнички вредности. Намалени се средства од 4,5 милиони евра за културата во преостанатиот дел на буџетот за оваа година. Впрочем, проектите во културата новиот премиер ги нарекуваше во минатото со зборот глупости. И таков третман ќе добива оваа гранка и во иднина. Гранка од која излегува многу луѓе кои се бореа за СДСМ, верувајќи во подобар живот. Се врши дискриминација на уметниците со предложените измени на Законот за култура, каде што на оние уметници кои во иднина ќе се стекнат со национална пензија, им се фиксира износот и со тоа не им се дава можност за развојна разлика во средства од нивната пензија до највисоката пензија во државата. Исто така и со укинувањето на Законот за национален уметник, на уметниците не им се дава можност да се стекнат со ова највисоко признание. Запрени се сите инвестиции во културата. Нема археолошки истражувања и ископувања, запрени се и укинати сите средства за оваа намена. Со новите политики на буџетот се скратија средствата за реконструкција на училишта, кои што во најголем дел ова лето, кога вообичаено се прават реконструкциите на училиштата, изостанаа, а се скратија и средства за одржување и изградба на детски градинки. Владата на ВМРО ДПМН отвараше многу нови градинки, реконструираше многу од постојните. За разлика од нас, владата на СДСМ очигледно нема намера да продолжи во таа насока. СДСМ скрати цели 44 милиони денари од парите наменети за Универзитетот Свети Кирил и Методи во буџетот. И има 10 милиони денари помалку за Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, 21 милион денари помалку за Универзитетот Гоце Делчев во Штип, 26 милиони денари помалку за Универзитетот Мајка Тереза, 54 милиони денари помалку за Универзитетот за информатички технологии во Охрид, 75 милиони денари помалку за изградба на новите објекти на Финки и Факултетот за физичка култура, 105 милиони денари помалку за изградба на училишни спортски сали во основните училишта. Ова е истата СДСМ која што ветуваше развој на образованието, која што ветуваше инвестиции во образованието, подобрување на образованието и грижа за студентите и за студентскиот стандард. Владата на СДС скрати цели 155 милиони денари за изградба и реконструкција на студентски домови. Истата СДСМ која што секоја недела одеше во студентските домови и даваше изјави дека таму е катастрофална состојбата. Истите тие луѓе сега скратија толку пари од студентскиот стандард, односно од реконструкција на студентски домови или градба на нови. Владата предвиди и 15 милиони денари помалку за преведување и печатење на стручна литература. Со ова СДСМ скрати од квалитетно образование на младите кои според логиката на СДСМ нема потреба да учат од нови и квалитетни учебници, преведени од најголемите светски автори, од англиски, француски, германски јазик. Ова влада на СДСМ нема никаков концепт за развој на образованието. Уште во првата недела од истата, тие почнаа со укинување и кратење без никаква идеја за развој. Владата, без да направи сериозна анализа и да ги праша граѓаните што мислат, го укина екстерното тестирање, наместо негова надградба или пак негово напредување како еден од механизмите за подигнување на објективноста при оценувањето, стимул за учениците да научат повеќе и да имаат поголемо знаење низ животот. Само заради тоа што мислат дека со тоа ќе соберат некој ситен политички поен. Само заради тоа го направија брзоплето и без било каква анализа. Наскоро ќе дојде време, ќе дојдат години кога сите ученици ќе ги имаат во цел клас сите петки, без соодветно знаење. Кој ќе ја сноси одговорноста за тоа кога низ нивните животи ќе се соочат со проблеми, затоа што ќе го нема знаењето
што го имаат нивните врсници од другите држави. По укинувањето на екстерното, наред дојде и предлогот за укинување на наставните програми и учебници по математика и природни науки, по кои се учи во основното образование во нашата земја, веќе 3 учебни години, и стопирање на нивното воведување во средното образование од септември годинава. За жал, основниот белег на 100 дена на владата на СДСМ беше негрижата и индиферентноста кон проблемите. Например, десетици пожари беснеа низ државата, а министрите од владата наместо на терен да координираат со справување на пожарите, беа заминати подмори. Резултатот од тоа беа речиси 3 хектари опожарени шуми, а изгорени беа и домови во селата кои беа загрозени. Неажурноста на владата на СДСМ се виде на дело и со справување со депониите, од кои 2 со денови горе, а непосредно до градовите, а 26 министри од владата не успеа да ги санираат. Граѓаните на Струга и Тетово најдобро ја почувствуваа неспособноста на новата власт, која ги остави да се дават во канцероген и опасен чад, иако експертите и издруженијата алармира и предупредуваа. Ова што го прави СДСМ на сопствениот народ и држава е рамно на цунами. Ова сите ние заедно можеме да го прекинеме и ќе го прекинеме. Со локалните избори на 15 октомври почнува падот на оваа неспособна власт. Стотици граѓани ме прашуваат секојдневно зошто не го запреме ова цунами, овој хаос, оваа неспособност, неодговорност и негрижа, кои сите ја гледаат. Одговорот е дека со 51 пратеник на ВМРО ДПМН и коалицијата, нашиот маневарски простор е ограничен. Само со масовно излегување и гласање против СДСМ на 15 октомври ќе започне крајот на овој хаос. Само тогаш народот ја има мокта во своите раце. Поразот на СДСМ на локалните избори не само што ќе биде јасен сигнал од народот за неговото незадоволство од влагите, за неговото незадоволство од негрижата и незадоволство од неодговорноста, туку ќе отвори можност и потреба за предвремени парламентарни избори во Македонија. Ви благодарам.